Цивил медија. Кажете ми кои се вашите коментари и оценки за годината, што измена особено на општествено-политички план? Што е што се случуваше, што можеби не се случи, требаше? Па, сам по себе се наметнува успехот во меѓународниот план, ако говориме за минатата што ја оставаме зад нас. Значи, тој драматичен пресврт, би рекол, кој што беше незамислив пред само, 2 години, да кажеме. И мислам дека многу се направи во тој аспект. Значи, имавме посети од највисоки нивоа меѓународни. Друго што вреди да се спомене е и отвореноста на владата во однос на разноразни организации граѓански, па и према граѓаните се ги гледам во дискусии директни што е за пофалба. И обидите за се уште за жал актуелни теми за меѓуетничките односи и обид за некакво релаксирање во тој смер и изгласувањето на законот за употреба на јазиците, кој што за жал се уште не е парафиран од претседателот, за да на крај на годината ја обележуваме со законот за амнестија. Сега, за да не се повторувам, затоа што сметам дека доволно се и анализирани и коментирани сите овие збиднувања, јас би сакал да го потенцирам еден, слободно можам да кажам, абсурд или абсурди, што ни се случува и по се изгледа ке продолжи. Имено зборот ми е за тоа што, знаејќи дека се уште СДСМ и ЗАЕФ котираат повисоко од другите, зашто еден голем фактор се смета и делот на албански гласачи. Значи, овој сплет на околности ми го произведува абсурдот да некој што протестираше во Жена парк во 90-тите против настава на албански јазик во педагошката академија, сега во неколку наврати да го напаѓа, можам да кажам, премиерот за недоволно чинење за нештата кои што повеќе ги интересираат другите етникуми, особено албанците. Ова пак не доведува и до еден друг заклучок, еден друг абсурд, што гледаме дека представниците албанци во парламентот немаат некоја особена реплика за овој абсурд, што ми дава за право да мислам дека тоа им одговара, но од позиција на коалиционен партнер или од позиција на надеж на иден коалиционен партнер, тоа не би сакале да го кажат јавно, па сега таа работа убаво име некој друг да им ја заврши. И така се надеваат, значи, со нивната пасивност или суптилно противење на визијата за еднакво општество и еднаква правна држава или како ќе ја наречеме, да не го тоа кажат јавно и да го скријат на некој начин тоа што сепак нивните лични, групни, партиски интереси се уште ги држат на пиедесталот пред некој повисок општествен државен интерес и така натаму. Затоа сега и се
добива чувството дека премиерот во оваа насока е некако оставен речиси сам на себе или само со една мала група на луѓе кои што се уште со одлучност го тераат тој концепт или таа визија предизборна што ја промовира. И затоа би порачал да побрзо се концентрираме на внатрешен план, за да прво гледаме и во собствените редови. Се разборувам во смисол на коалиционите партнери, да не звучам дека јас сум дел од тоа. Значи, прво да ги погледаат своите редови, па после и околу. Инаку, законот за амнестија може да се коментира или некој го коментира како повисок државен интерес и токму поради тоа се прави ова жртвување и така натаму. Јас би рекол дека тоа е до некаде со право, но за да јавноста биде спремна да ја прифати како мнозина таа амнестија, би рекол дека е неопходно да има конфискација на бесправно стекнатите материјални добра. Без тоа, оправдувањата за некој повисок државен интерес постануваат полупразни, да кажеме. Во наредната не очекувам некои драматични промени на темите. Знаејќи дека очекуваме грчкиот парламент да го изгласа договорот од Преспа, па тоа би било негде трети месец или така натаму. До 6 до јуни негде очекуваме да добиеме датум за преговори, значи пола година веќе пак ни оди на овие исти теми и таа општа желба за сконцентрирање на политиката во подобрување на економските состојби за некакви конкретни економски мерки изгледа повеќе ќе остане желба од проста причина што нема време, а и од некои би рекол онака не баш погодени кадровски решенија. Следствено сега би можело да се очекува реконструкција, би можело да се очекуваат предвремени парламентарни избори, но тоа е веќе тема за подлабока анализа, дали би било добро или не, но тоа што со сигурност знам дека не би сакал да се случи во 2019 е да пропаднат претседателските избори. Сметам дека тоа би генерирало криза, како сакате, политичка, уставна и така натаму, за која што не знам дали би имале веќе капацитет да ја изменаџираме. Исто така не би сакал премиерот да биде кандидат за председател. Иако ова може да звучи сега контрадикторно, ама не сакаш да пропаднат председателските избори, а со него кандидат најверојатно нема да пропаднат. Меѓутоа, ја мислам дека е ова пак теза која што ја лансирале тие тивки противници на таа визија на еднаква држава за сите, затоа што неговото кандидирање во суштина би значило нивна победа, победа на тие структури кои што се баш против евроатлантските интегративни процеси. И сметам дека со искрен пристап и на албанските политички партии, значи, ако се навистина искрени во нивните заложби за овие интеграции, јас сметам дека и со бојкот на опозицијата, конкретно на ВМРО,
тој цензус од 40%, не е 50%, како што знае, е лесно да се достигне. Цивил медија